Со 64 гласови за и ниту еден против и воздржан, Собранието на Република Македонија на продолжението на шестата седмица го разреши државниот јавен обвинител Марко Зврлевски. На гласањето не присуствуваа пратениците од ВМРО ДПМН. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Илија Димовски процедурално на почетокот од седмицата побара таа да се прекине и се повика на ставот на антикорупцијската комисија дека постои законска пречка да се именуваат и разрешуваат лица за државни функционери. Димовски рече дека одлуката да не се почитува мислењето на антикорупцијска е на одговорност на мнозинството во парламентот и посочи на член 16 од Законот за антикорупција. За среќа на некои луѓе кои што ќе се грижат во иднина да се почитуваат законите во Република Македонија, постои член 178 од изборниот законник, каде што е предвидена кривична одговорност за сите кои што нема да го почитуваат член 8а. Пратениците од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ќе направат прецизна евиденција на сите случаи на вертикално и хоризонтално поместување во периодот после распишување на избори, вклучително и на постапката за разрешување на Марко Зврлевски и овој обид денеска за продолжување на постапката за назначување на дополнителни нови 3 заменици на генералните секретари. И таа евиденција и таа документација адекватно ќе ја третираат во следниот период. Џафери на тоа реплицираше повикувајќи се на членот 64 од Уставот на Република Македонија, кој што ја санкционира како што рече оваа одредба, а според која пратениците уживаат имунитет и не можат да бидат повикани на кривична одговорност или одговорност заради гласање во Собранието на Република Македонија. Став 2 вика: пратеникот не може да биде повикан на кривична одговорност или да биде притворен за искажано мислење или за гласање во Собранието. Па сега знам. Така е. Ќе добиете процедурално. Знам, све знам. Затоа ми е 5 мандат овде, да ги знам овие работи. Ја не сум на столчето, јас сум председателот и ги знам тие. Ќе добиете процедурално. Кога ќе завршам, ја ќе добиете процедурално. Пратеникот не може да биде притворен без одобрување на Собранието, освен ако е затечен во вршење кривично дело за кое е препишана казна затвор во трајање од најмалку 5 години. Ако некој се препознава овде, нека си му мисли добро. Став 4. Собранието може да одлучи да се примени имунитет над пратеник и кога тој самиот не се повикал на него, ако е тоа потребно заради вршење на функцијата пратеник. По разрешувањето на Зврлевски, Собранието ја продолжи петтата седмица, но председателот на Законодавниот дом Талат Џафери ја прекина веднаш на почетокот, откако констатира дека нема услови за работа, со оглед дека за единствената преостаната точка на дневниот ред, извештајот за работата на Агенцијата за администрација за 2016 година, немаше представник на владата. За продолжението на работата по петтата седмица, Џафери најави дека дополнително ќе ги извести пратениците.